Здраво на сите, јас сум Батоден и Final Stage Digital Media и денеска ќе ви покажам како се прави темплейт, тоест како јас го правам темплейтот за временска прогноза за Final Stage Digital Media. Видеото е во висока резолуција, HD резолуција и го користам, го аплодирам на сите социјални мрежи. Софтверот со кој го изработувам овој видео проект е Windows 11 Chipmunk, не е Chipmunk, туку е Clipchamp. Видеото е во Windows 11 Clipchamp и е многу лесно за едитирање доколку имате желба за видео едитинг. Во самото видео, во самиот проект за временска прогноза, имам видео позадини кои се купени како Envato Elements проекти, тоа се со лиценци, но користам и видео материјали кои се free copyright, тоест тоа се видеа за слободна употреба. Ајде да почнеме како го правим видеото. Има малку забрзани делови. Веќе го гледате на самиот екран Clipchamp. Тоа е алатка која е инсталирана со Windows 11. Кликаме на Create New Video. И прво што треба да направиме е да внесеме медија во самиот проект. Кликаме Import Media. И ајде да тргнеме прво со музика. Идеме Import Media уште еднаш, само да видиме кај беше. Океј. Второто што правиме, ни требаат иконки. Океј, да ги побараме кај се иконите. Икони. Ќе селектирам само некои кои мислам дека ќе ми бидат потребни икони. Кликам Open, ги додавам. Штом ќе бидат додадени тука, 100%, ќе можеме да ги додадеме на лентата за едитирање. Оред, и сега имаме уште едно, а тоа е позадината. Океј, јас најчесто ја користам позадината со мапа на Република Македонија, Северна Македонија, кој како сака да го каже. Кликам Open и веќе ми се додадени проектите кои ќе ги искористам за временската прогноза. Океј, ајде да почнеме. Океј, ставаме најпрво позадина. Океј, ја ставаме позадина, таа е некаде околу 15 секунди. Прво што ставаме е текст. Значи, кликаме на текст, бараме некој текст кој ќе биде интересен со интересни ефекти. Одиме тука, Bouncing Title, кликаме на текст и сега го менјаме текстот, ќе пишеме времето денес. Еве, времето, title ќе биде денес. Денес и сега ќе ги намалиме фонтот на букви. Може да ја смените и бојата. Ја ќе го оставам бело, си биде. Доколку сакате да го мрднете лево-десно, взимате и го ставате. Така што мислите, времето денес. Океј, ќе ја зголемам малку мапата, за да биде поинтересно кога ќе ги едитираме иконите. Тука некаде. Мислам дека е тука некаде. На средина. Одлично. Океј, само да видиме. Времето денес. Одлично. И сега ги додаваме иконите. Прво што ќе направиме, ќе ги додадеме градовите. Одиме со текст и го ставаме тука. Гледате дека пишува плюсче. Океј, add your text here. Додадете го вашиот текст. Кликаме edit текст и ќе пишеме еве Пробишни. Тоа е градот. Пробишти. Веднаш ќе го намалам фонтот и да биде уште подобар. Пробишти. Size веднаш ќе го намалиме. Океј. Ајде веднаш да го наместиме како што треба. Може уште малку. 20, одлично. Ајде, големината ќе биде Пробишти. 20. Веднаш одам на Fade In и Fade Out.
како да се појави, како да се затвори. И го направивме првиот град Пробишти. Одиме со иконка за самиот Пробишти. Еве ја сега тука вака ќе ја наместам да биде времето денес, ова ќе го проширам, да биде со самиот проект. Исто така и градот, да завршува со самиот проект, а ќе почнува малку покасно од времето денес. Одлично. Ја ставаме иконата за време. Денеска, например, беше облачно, т.е. врнежливо. Ја ставаме самата иконка и бидејќи иконката е 10 секунди, ќе направиме вака и самите градови ќе си одат со самата иконка. Ќе ги селектирам двете и ќе ги ставам некаде на средината, т.е. вака. Тука. Сега, гледате дека иконката ја додадов и е многу голема, сега ќе ја намалам, вакиме вака самото ќоше и најверојатно таа големина и го носиме кај што мислиме дека ќе сакаме. Сега, веќе го додававме пробиштип и самата икона за пробиштип. На самата икона исто имаме fade in, fade out по 1 секунда. Тоа е прилично добро време за транзиција, како да се појави, како да исчезне. Го наместивме првиот град, тоа е Пробиштип. Сега, сакаме да додадеме уште еден град. Кликаме на Пробиштип, идеме Control или Copy, Control C и еве ќе оставаме јас тука Control V за да не меша и го копирам само Пробиштип. Сега бидејќи го копирам Пробиштип, ќе го смениме текстот, ставиме друг град, еве ќе го ставиме Битола. Па, ми треба македонски фонд. Океј. Пак ќе кликнеме тука и сега го поместуваме кај што треба да биде на самата мапа Битола. Го враќаме ваму во положбата да биде со исто време со Пробиштип Битола. Битола ги има истите предиспозиции за почеток и завршеток на самото видео, значи транзицијата е fade in 1 секунда, fade out 1 секунда. Одиме со втората иконка за време, а тоа ќе биде, ајде да го ставиме дека е сончево со облаци. Значи, кога ќе ограбнете проектот, видеото или самото проектче од Imported Media, го ставате тука, го поместувате лево десно, како сакате. И сега, ќе видите дека пак е големо, го фаќате на самото ќоше и го терате до некаде. Некоја си приближно иста големина. Тоа може и да се намести другаче. Тоа може да се намести поразлично. Сега ја малку зборам и на дијалект, ама нема врска. Битно е да го разберете. Океј, Битола. Значи, Пробиштип и Битола ги наместивме. Идеме, ајде уште еден град, еве ќе го копираме Битола. Еве, гледате, се копира највисокото горе. Значи, за да не пишува два пати Битола, го селектираме. Текст. Edit текст и ќе пишеме Скопје. Скопје. Океј. И сега треба да видиме каде да го земеме Скопје и да го наместиме Скопје. Тука некаде е Скопје. Ставаме нова иконка, ајде да ви ставиме сонце. Океј. Мислам дека веќе приметивте дека јас на Битола не ставив fade in и fade out. Еве веднаш не ставам. По 1 секунда. Одиме на сонце. Оведнаш ќе ја намалиме големината. Ќе го ставиме Скопје малку подолу. Сонцето над Скопје. Може да ја големиме малку иконата. Веднаш правиме fade in, fade out. И веќе добивме 1, 2, 3 градови. Сега, ќе речете, ги има градовите, има иконката, но нема
колку степени. Тоа може да го направите многу лесно. Кај што е пробишти, кликате текст, edit текст, после пробишти кликате Enter и пишувате плюс 15 степени. Да подигате иконката, еве Скопје ќе го сменеме, идеме на Битола прво, текст, edit текст, плюс 16 степени. Кога веќе правиме видео, изимаме потатоци од некаде, мора да знаеме и од каде е информацијата. Еве ќе ставаме уште еден текст и тука текст, едит текст и ќе пишеме дека информацијата е превземена од Управата за хидрометеоролошки работи. Го местиме текстот, сакаме да биде по една линија, веднаш одиме да ја намалиме големината. Така ќе намалам уште 10, бидејќи треба да е таму, но нема потреба од толку големи букви, ја ставаме најдолу долу, ставаме веднаш fade in и fade out. Јас големуваме транзицијата колку време да трае. Нека биде исто време со информацијата и превземена. И сега сакаме да ставиме и наше лого или нека слика. Еве јас кадам ќе си ставам логото на Final Stage Digital Media. Еве и најчесто тоа го ставам или најдолу пред пробишти или најгоре. Без разлика кај да го ставите, тоа е како вие ќе си одлучите. Океј, веднаш да намалувам Final Stage. Океј, го ставам тука горе. Значи не е толку приметливо, но е интересно бидејќи си стои логото. Уште еден текст ако ми треба, тоа е, ќе го копирам од кај информацијата е сега, колку часот беа измерени тие температури и тоа го ставам над лентата за информацијата е превземена. Ајде да го смениме текстот, кликаме на текст, едит текст. И тоа е тоа. Ајде, враќаме назад само. Одлично. Еве како изгледа на кратко, како е да се направи временска прогноза. Ајде сега, бидејќи веќе го направивме, заборавивме да ставиме музика. Ајде ставаме нека музика. Јас веќе имам одбрана музика, сега ако сакам да ја намалам музиката или да ја наместам како да ми трга, можам да го повлечам тој дел или да стигнам до некаде, да направам сплит и овој дел или овој да го искористам за видеото. Јас ќе го направам до тука, сплит, ова делит, го делитираме. Сега, брзината ја оставаме на самата музика да си остане иста. Fade out правиме од 1 секунда на музиката, бидејќи така сакаме да ни заврши, да не е исечена кратко, а почетокот јас сакам да биде некој си 0,3 секунди. Океј. Аудиото јас ќе го намалам помалку, бидејќи ако сакате да ставите и voice over, тоест ваш глас да го кажува сето ова, ја намалувате гласноста на музиката на минимално на некои, јас преферирам 9 до 10%, бидејќи сакате да го слушнете вашиот глас, а музиката да оде само во бекграунд. Еве јас ќе го ставам на самата музика, нека биде, нека биде 51. Не можам да го погадам. Anyway, го завршивме и сега веќе кога видеото ни е готово, може да го прегледате. Јас ќе го прескокнам тој дел, бидејќи знам како изгледа ова, сакам само да го рендирам и да ви го покажам видеото на крајот како изгледа како цел проект. Го рендирам во висока резолуција, high quality, 1080 пиксели. Веднаш му ставам како сакам
нека се вика временска прогноза. Тест. Ова ќе се рендира. Штом ќе се рендира, ќе го најдеме самото видео и ќе го прегледаме. Како изгледа, како финален продукт. Како што кажав, видеото е веќе готово. Ајде да го погледнеме. Open file. Ајде да го минимизираме ова за да не биде поголемо. Тук кликање. Ви благодарам што го гледавте моето видео. Ова е прилично кратко видео како да направите видео за временска прогноза. Доколку ви се допаѓаше видеото, ударете по еден лайк, направете шер и ставете subscribe на мојот YouTube канал, со тоа што ќе ме поддржите мене да ви правам уште поинтересни видеа, уште поинтересни проекти кои ќе имаат интерес кај вас. Уживајте во видеото.